А почитувани, ние сега продолжуваме со една малку поведра тема, имено станува збор за тоа колку секој од нас се стреми кон професионална извонредност. Сакаме ли да бидеме подобри од тоа што сме и како професионалци, но и како луѓе. Да не ја изгубиме човечноста во себе, човечноста кон другите, да ја зголемиме емпатијата, но како бизнисмени, како професионалци, како луѓе кои што градат некаква кариера, да бидеме во постојан напредок. Може ли да се спои едното со другото? Некои можеби ќе речат не. Но има луѓе кои велат дека тука, токму тука лежи тајната на успехот. И тие луѓе решија да направат еден концепт кој ќе ни покаже дека тоа навистина функционира. Денес ќе зборуваме за концептот незапирливи и тоа ќе зборуваме со нашите денешни гости во студиото. Тоа се Сашо Пандилов, основач на концептот незапирливи, и Сашо Илиев, менаџер на концептот незапирливи. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, ви благодариме за вашата емисија, поканата и можноста да го представиме нашиот концепт, да покажеме дека имаме и во Македонија систем за усовршување и извонредност во кариерата. Токму тоа сакав да прашам. Значи, постојано велиме дека младите немаат можност овде да напредуваат. Се друго што е надвор од нас е подобро. Може би не е во реалноста, но нам ни се чини дека е. Што значи концептот незапирливи и има ли можности во Македонија тој да функционира? Ние истражувавме долго време на база на наши искуства, на база на туги искуства. Следевме многу успешни луѓе, нивните кариери. И кога сето тоа го систематизиравме, дојдовме до откритија дека успехот не е само на едно поле, не е само во материјалниот свет, успехот не е само во интелектуалниот свет или не е само во духовниот свет. Успехот се заснова на, по наше видување, на 3 столбови, основни столбови, тоа се духовниот, материјалниот и интелектуалниот. И на база на тие 3 столбови е изграден концептот на незапирливи. Меѓутоа, се почнува откако ние ќе ја пронајдеме нашата животна патика, нашата смисла во нашиот живот, односно со што не дарувал нашиот основач, со какви таленти, со каква мисија. Откако тоа ќе го пронајдеме, ќе нас се разгорува еден оган, еден пат кој што не води. Меѓутоа, тоа водење некогаш е непријатно, затоа што се соочуваме со препреки за кои што не сме подготвени, затоа што ни се потребни трансформации, како во природата се што се трансформира. И тие трансформации, ако не се направат на време, доаѓа ризик од неуспех. Затоа многу луѓе ги гледаме во еден моментум на кариера, каде што блескаат, се изворени и набргу после тоа пропаѓаат, тонат. Да. Ние не сакаме ниеден што ќе го следи концептот на незапирливи да потоне. Затоа концептот е изграден на основа на трансформации во 8 нивоа, од пронаоѓање на таквиот талент до извонредност во светски влијателна личност, или кажано суперзвезда, кој што се издвојува освен на со својот учинок и со учинок во заедницата, со филантропски активности и баш буквално каде што може да биде запишан во аналите на историјата. Би ве прашала тука веднаш директно за кого е наменет, бидејќи рековте дека прво треба човекот да осознае кој е, што е и што сака да биде во животот. Понатаму. Значи, ова не е концепт за деца, за ученици, за оние кои што се уште се бараат и прават потрага по себе си и по она што сакаат да бидат во животот. Да. Ајде ќе почнеме, наша водилка се нашите млади. Значи, пред се го дизајниравме да им дадеме можност на младите да видат храброст, да видат менторство, да видат поддршка во развој на нивните кариери.
Значи, замислен е да ги поддржи идните звезди на млади луѓе, пред се наменет за нив, за да креираме една позитивна иднина. Позитивна иднина на стабилно изградени луѓе, кои што ќе можат да носат цврсти одлуки, праведни одлуки за целото човештво. Тука ни е замислен концептот да почнеме од младите. Меѓутоа, развивајќи го него, видовме дека заедницата е многу важна. Значи, спрегата помеѓу постоечките звезди, постоечките влијателни луѓе со новите млади луѓе е многу важна. Едните на другите се потребни за нивната трансформација. Значи, иако напредувале постоечките звезди или успешни луѓе, они се наоѓаат на прагот на нивна следна трансформација. Ако тие не направат нова трансформација и за нив може да следи неуспех, може би не во материјалниот, може би во духовниот, може би во интелектуалниот. Затоа е концептот базиран на трите столба и се гледа како кумулативен успех. Од она што можев да го прочитам и да го видам, достапен ќе биде концептот на сите нови медиуми, ајде да кажеме, или социјални мрежи и така натаму, и на YouTube каналот, но велите влијателни луѓе. На моменти, барем мене така ми се чини, се случува, зборувам сега, овде во Македонија, да некои луѓе да ги сметаме за влијателни, за успешни, преку призма само на пари или преку призма само на слава, иако не знам колку може да се биде славен во една земја која што нема ни 2 милиони жители. И младите, веројатно сега имаат и доли кои што па за некои работи се можеби и проблематични во своето однесување. Тука се предизвиците, тука се потребите за трансформација. Тие што се сега успешни не се случајно успешни. Значи, тие следеле некој концепт, следеле, можеби несвесно следеле, биле инспирирани, биле водени, одбирале вистински правци и стигале на пиедесталот на успехот. Меѓутоа, не градејќи ги сите три столба еднакво, сега е нивниот предизвик дали ќе паднат или ќе останат и понатаму ќе продолжат да се надградуваат. Затоа е овој концепт една спрега и помеѓу постоечките. Ние веруваме дека секој човек има душа, секој човек има чистина, сака да допринесе во позитивно светло, да се спаси, што се вика од овој свет. Меѓутоа, тука точно се препознал каде моментално се наоѓа во неговата кариера, кои се предизвиците на кои се соочува, каде треба да се ориентира, да ги поправи столбовите кои што се разнишани и преку тоа да си продолжи во неговиот среќен живот. Рековте дека градењето успешна кариера е всушност патување полно со предизвици, пресврти и кривини. Сите ние во оваа возраст, да речеме, сме свесни за такво нешто. Каде е додадената вредност која што концептот незапирливи ја има во себе? Да видите вака. Ние преку незапирливи мислиме дека прво и основно во секого лежи еден потенцијал, значи скриени таленти кои што чекаат да бидат откриени, значи кои што чекаат да излезат на површина. Меѓутоа, самиот талент, тоа е само искрата. Разбирате, тоа е без правилно менторство и без насока, давање на насока и давање на правилни совети како по кој пат да се движи, тоа ќе остане само на тоа, на таа искра. Да, се извинам што ти ве прекинам, тоа обично важи за спортистите. 5% е талентот, 95% е работа. Ако не го негуваме талентот, ако не работиме на негова надградба, бадиела го има. Бадиела го има. Значи, затоа нашата цел е заеднички да ствараме и да отвараме и да креираме можности и заеднички да ги надминуваме сите проблеми кои што се среќаваат, нели, кроз кариерниот развој на одредени личности, за да успеат во својата кариера следејќи го овој кариерен концепт. Како што кажа Сашо, ние строго се држиме до тоа дека тие три столба, во зависност од фазите на трансформација, секој знаеме точно кој столб
треба во дадена фаза на трансформацијата да се негува и да му се дадат одредени вредности. Така да ние планираме нормално со поддршка на многу соработници кои што ќе бидат зависно од кариерниот развиток кој што треба да се следи на индивидуата, бидејќи знаете, секоја индивидуа е различна, дали е тоа спортист, дали е артист, дали е музичар, дали е менаџер, било која да е неговата професија. Во зависност од неговата професија, ние ќе ги бираме менторите и луѓето кои што му се потребни, дали ќе бидат тоа психолози, дали ќе бидат тоа ментори за интелектуални вештини, кои што ќе му помогнат да ги надмине предизвиците кои што се јавуваат по патот и градењето на кариерниот развој. И затоа сме длабоко убедени дека како тим, заедно, со поддршка, може да се оствари еден успешен кариерен развој тука во Македонија и сметаме дека имаме доста примери како на луѓе кои што оствариле кариера и кои што оствариле успех во Македонија и дека тоа е лесно се постигнува и тука. И затоа сакаме овој концепт да докаже дека и во Македонија можеме да имаме успешна кариера и кариера која што ќе одекне и надвор. Не само да остане во Македонија, него кариера која што ќе даде свој печат и надвор од нашите граници. И не само за Македонија, значи ние може во денешно, во дигитално време, ние може да функционираме овде во Македонија, но да работиме секаде со светот. Да. Пред неколку дена мислам дека прочитав дека Македонија е една од најпосакуваните дестинации за дигиталните номади, она што е сега пракса во светот, луѓето да патуваат и да работат од било кој дел на земјината топка. Македонија им е добра подлога за такво функционирање. Сега кога веќе другите странците знаат да го ценат она што го имаме, ајде и ние да им покажеме на нашите млади луѓе дека навистина за да се успее нема потреба да се замине од државата. Многу често кога имам разговори на оваа тема, го повторувам тоа дека мора да направиме нешто младите да не ни заминуваат. Дека мора да им кажеме на младите дека и работејќи овде или одовде може да се живее сосема убаво, сосема пристојно, се додека очекувањата не се нереални. Значи, со оглед на тоа што вие велите дека вашиот концепт се заснова на 3 основи, веројатно прво им кажувате дека мора да очекуваат реални работи. Дека преку ноќ не можеш да станеш богат и дека ако си богат не значи дека си среќен. Ние сакаме да им покажеме дека сепак тоа е еден процес, една фази на трансформација кои што треба да се поминат за да може да се стигне до тоа. Постојат, како што кажавте вие на почетокот, постојат во овој време на дигитално време, постојат многу инфлуенсери кои што прикажуваат лажна слика. Значи, прикажуваат блештило, прикажуваат богатство, нешто што е можеби само за пред камера, нешто што е стекнато на брз начин, но тоа не е одржливо. Значи, одржливо, според нас одржливо е само оној концепт, ако ги следите тие 3 столба и ги надградувате во одредена фаза рамномерно, како што треба. Така да заради тоа сметаме дека треба да им се да се тргне тоа тие лажни инфлуенсери, тоа лажно представување дека може многу брзо да се стигне до богатството. Никој толку брзо не се збогатил во светот, освен ако не добил наследство од некого. Јас ќе се надоврзам тука. Одејќи го правиот пат, може да стигнете брзо. Тоа зависи веќе од индивидуата. Ние сме сведоци денес дека постојат кариери кои што се со ограничен временски рок, тоа се спортските кариери. Тие индивидуи немаат толку време за да се полека да зреат, да се градат како личности во толку еден брз и динамичен кариерен пат. Затоа на нив и како им е потребна поддршка, меѓутоа поддршка базирана на доверба, базирана на знаење, секој како експерт во својата област да си ја сработи својата работа, а самиот спортист да биде тој што е интерпретатор на врвните вештини на теренот. Од друга страна, целата таа доверба прави индивидуата да блеска.
зачетокот на кариерата е секој да си го открие својот талент, да си го живее својот сон и да ги гледа плодовите од тој процес, како доаѓаат и да се радува на таквиот начин на живење. Меѓутоа, кога сите сме свесни за тоа нешто, тоа е исто како во природата. Имаме семче, кое што е паднато во земјата. Меѓутоа, околу него се формираат услови за тоа да проникне. Се чека вистинското време да проникне, вистинската температура, вистинската влажност. Кога тоа се случува, ништо не го запира семчето. Тоа прави свој никулец и излегува. Потоа се гради и се трансформира. Затоа ние тука кажуваме дека се многу важни тие трансформации на индивидуата. Во спротивно ќе стане несоодветно на новата сезона, на новото време. Така и во природата, кога ќе го видиме дрвото, тоа пушта листови на пролет, ги зајакнува на лето, на есен дава плодови, па се ослободува од листовите, се спрема за зима, за суровиот дел. И во зима ги јакне корењата. Значи работи не на мирува. себе. Не мирува. Континуиран е растот за да биде тоа дрво незапирливо. Во природата имаме докази на незапирливоста. Затоа ние ги гледаме примерите на природните основни вредности. Ова значи да не губиме надеж, еве јас како лаик, например, каков заклучок извлеков од ова што го кажувате, да не губиме надеж во период кога имаме некаков, да речеме, некаква стагнација во професионалниот живот, туку да работиме на тоа да ја надминеме таа криза, да речеме, Така е. за да биде... Секоја стагнација е сигнал дека ви е потребна трансформација. Кога ќе стигнете момент на стагнација, вие сте го достигнале врвот во вашето ниво. Тука сте докажани, немате каде. Тука е што сега да се трансформира, кои чекори да се поднесат. Затоа кај нас се дели концептот ајде на 8 нива. Првите 4 нивоа се изворедност во професијата. Следните 4 нивоа се враќање на заедницата за она што сте го научиле во таа професија. Значи, Господ вас ве дарувал низ животот со сите тие знаења, со сите тие перформанси и вие сте го докажале како експерт во вашата област. Меѓутоа, сега веќе треба да бидете вие ментор на идните кои што го зачекориле патот. Па потоа да бидете поддржувач во рамки на вашите мрежи, на професионалци. И следната фаза, како ќе се градите, да станете еден вид на филантроп со вашето знаење, представувајќи ги многу поширок. Така и вие растете, и тие растат. Имаме уште многу за зборување, убав ни муабетов, ама немаме уште многу време од емисијата. Јас би сакала некако за крај. Мислам дека мене низ животот ме водела една јапонска или кинеска поговорка, беше, не се сеќавам точно, но ја знам наизуст, бидејќи моите родители постојано ми ја повторувале. Не ми ја давај рибата да ја јадам, научи ме како да ја фатам. Тоа сум го практикувала и со моите деца. Веројатно, во концептот незапирливи има и дел од тоа. Тука е смислата. Да, тука е смислата. За секое наредно ниво, вие да си бидете подготвени, да си влезете среќни во нивото, да не влегувате со страв. И така изживеан животот е дар од Господ. Јас мислам дека ние ќе имаме можност да се видиме уште повеќе пати, бидејќи во ова малку време загатнавме многу работи кои што би можеле баш онако убаво да ги елаборираме и да им кажеме на младите луѓе, прво да ги насочиме кон она што е важно во животот. Дека не се важни парите, најмалку од се, дека човек ако научи да биде среќен со малку, ќе многу лесно може да биде среќен со многу, дека е многу поважно здравието, семејството, околината, направените добри дела, човечноста. Веројатно тоа е она што треба. Сите ние да го сватиме дека само тоа може да не води правилно во животот и само доколку така се однесуваме, ќе може да имаме успех во се она што го работиме. Така е, тие се појдовните точки и
нема граници, ние сме сведоци дека нема граници во растењето на ниедно поле. Нема граници ни на материјалниот свет, нема граници ни на духовниот, нема граници ни на интелектуалниот. Или ако постојат веќе некои граници, тие може да се надминат. Следејќи го вистинскиот пат, тоа е достижно. Секој да си го живее својот живот, да си го живее својот сон и да биде среќен во остварување на неговите соништа. Тоа е нашето мото. Тоа е нашиот тим за кој што ќе се залага. Ќе се видиме сигурно. Да, па се надеваме дека и може и некои од нашите идни клиенти ќе можат да дојдат и да го презентираат сето она што ние сме им го понудиле. Тоа би било одлично преку личен пример да покажат што е направено. Јас искрено ви благодарам што бевте дел денес од нашата емисија и верувам дека разбудивме интерес и кај гледачите за тоа дека може да се успее само доколку се сака и доколку се вложи труд и инвестиција во себе си.